Во ред, ве повикувам прво. Денес ќе продолжиме да проучуваме на темата Антихрист, многу актуелна тема во оваа апокалиптична деценија, 20-тите години од 21. век. Се погласни и погласни се, како што очекувавме, најавите за ескалација, за светска војна, за влегување на се поголем и поголем број држави во конфликтот, но сега за сега се уште се тоа најави. Да даде Господ да не биде, не сакаме да биде, но барем ја лично не се плашам ни да биде. Всушност, се е можно, според пророштвата, а ќе видиме што и како ќе биде. Ако Господ сака да го одложи крајот, да даде нови години милост, и тие нови години милост нема да ги наречеме нормала или враќање во нормала. Тоа, од таа нормала се збогувавме за секогаш. Но барем некои релативно мирни години, барем како овие последниве, после укинувањето на ковид мерките. Последниве 2 години практично. Да отвориме во книгата на пророкот Данијел. Значи сега Антихрист прв дел, вечера Антихрист втор дел. Данијел, што значи? Бог е мој судија. Дан, името на синот и племето што потекна од него, Јакововиот син Дан. Зборот Дан значи суд. Судија практично, бидејќи еврејскиот јазик има само конкретни именки, па и кога се мисли на суд, се користи истата именка, што буквално се мисли на личноста која што врши судска функција. Дан и, тоа и значи мој, како Ели, Боже мој, Боже мој. Дан и Ел, значи судијата мој, или мојот судија, е Бог. Значи, името на племето Дан, а и патриархот Дан со тоа, од кого потекнува тоа племе, значи судија или суд. Ова ќе биде интересно за понатаму. Значи, Данијел, почнуваме со каде се наоѓа, ајде малку да учествува вашиот ум. Може слободно да дофрлате, значи нема да давам збор како за поука со микрофон, но може слободно да дофрлате. Знаете, ја не бев навикнат на такво нешто. Присуствував на најмалку 2 црнечки цркви. Знаете како таму изгледа богослужение? Тоа е нешто неверојатно. Ја од 20 се воздржував да се смеам, идеше да се смеам во некои ситуации. Значи, проповедникот си го збори својот монолог, значи својата проповед, не е тоа нешто интерактивно, не е поука. Од оздола, начело со старешината, кој што седеше во првиот ред. Значи, ако ништо друго, алелуја, алелуја, слава на Бога, тоа го имаш на секои 10 секунди, може би. Значи, такви гласови од самата публика, и тоа амин, амин, кој нешто разни, тоа многу често, во разни моменти. Значи, тоа толку живост, толку галама под наводници, и тоа беше она иста црква каде што кога после им реков јас сум од Македонија, и тоа беше како, што да ви кажам, сензација, значи.
Значи, кога го слушнаа тој збор Македонија, и а тој беше обично во црнечките цркви, значи дури адвентистички, проповедникот е секојаш облечен во некоја мантија, обично сина мантија носат. Значи секојаш. Обично во другите цркви обично само за крштевање, само за некои специјални прилики, но кај црнците секојаш. Значи секојаш си носи проповедникот мантија кога е на катедра. И кога слушна дека сум од Македонија, не можам да ви опишам, се однесува, почна да се однесуваат како ангел да слегол од небото, од новиот Ерусалим. Значи, уште малку што не паднаа да ми се поклонат на колена, затоа што сум македонец и дојдев од Македонија. Значи, како да си дошол од новиот Ерусалим, од некоја галаксија. Тоа беше феномен, како да ви кажам. И јас сакам да, подсетувајќи се на тоа, не само за денес, за друг пат и во иднина, да ве охрабрам, иако ние не сме таков менталитет, се разбира. Но, да ве охрабрам, ако сакате нешто да дофрлите, дори за време на проповед, значи не да бараш збор со микрофон, него да дофрлиш нешто, понекогаш и ја тоа го правам, слободно правете го, тоа ме радува, ја че сакам да, тоа не е нешто неправилно, туку е нешто што ме радува, значи, оно што и верувам дека секој говорник тоа би го радувало, а например, најлошо се чувствував, например, многу пати во Колешино, не толку овде, во Колешино, јас зборувам, половина црква спие. И тоа буквално спие, значи, уморни беа луѓето, беа и стари луѓе тогаш, уморни од работа, од земјоделието, цела недела. И се спие луѓето, немаше ништо лошо во тоа, меѓутоа некако се чувствував лошо. Некако како да зборувам во ветар. Се разбира, заради камерата и преносот, тоа нема да биде никогаш случај. Секојаш ќе има некој што, ако не е во моментот, друг пат во иднина ќе гледа. Но тогаш ниту камера, ниту преноси, едноставно многу проповеди отидоа само во ветар, во воздух, освен кај оние кај кои што останаа во нивната меморија, барем некои работи, кажани од тие минати дамнешни проповеди. И сега, значи, за да учествува и вашиот ум, прво прашање. Каде во Даниил, во која глава, прво ви текнува асоциација за суд? Која глава зборува за суд? Ајде. Што ви текнува? Не ви текнува овака, сега мора да листате, не ви текнува, до сега вака на памет. 7 глава, така. Докато ќе мерам на време, колку брзо ќе се каже одговорот. Даниил 7 глава, каде се наоѓа описот на судот. Значи, со што почнува главата? Што зборува визијата на почетокот? Даниил, значи, во првата година од царот Балтазар, име кое што потекнува од вавилонскиот, семитскиот бог, Ваал. Знаете, Ваал значи, или Бал, значи господар, буквално именката. Како нашата именка Господ. Значи, не е битно како се нарекува оној што го обожуваш, битен е неговиот карактер. Како што и Варава, значи синот на Отецот, и Исус бил синот на Отецот. Па што е разликата? Разликата е карактерот. Личноста. Не е формата. Така и Аллах, или како што велат, Аллах, ако точно го погодив. Што значи тоа? Тоа е само арапската верзија, формално именката. Тоа е само арапската верзија
на еврејското Елоах. Само што евреите секојаш велат во множина Елохим. Сега, меѓуто тоа не ни дава за право да единствениот Бог Творец, барем ја не се осмелувам, да велиме дека Аллах е исто така едно име што можеме да го користиме покрај многуте за нашиот Бог. Не, значи формалноста може би е иста, значи именката и значењето на именката, меѓутоа зависи од карактерот. Дали се работи за истиот Бог. Но тоа е веќе друга тема. Значи во првата година од последниот вавилонски цар Валтазар, Даниел виде пророчки сон и тука беа 4 ѕверки, нели? Која беше најславната ѕверка од овие 4? Македонската империја. Третата. Но ние веднаш се префрламе на четвртата. И дори нема да читаме целата визија за четвртата. Тука во 7 стих. Потоа видев во ноќите видение и ете 4 ѕвер страшен и ужасен. Ова е ужас. Значи, ова е диносаурус. Диносаурус во превод значи ужасен гуштер. Ужас да те фати. Значи, не мисле, Даниел гледа ѕверка. Значи, го видел лавот, дори невообичаено со крилја, четврглавиот гепард, нашиот, дори со 2 пара крилја. Значи, не постојат такви животни во природата, но сепак од нив нема ужас. А четвртиот ѕвер кој го видел доживува ужас. Се исплашил, уплав доживува. Страшен и ужасен. И многу силен. Не може да го спореди со некоја ձверка што постои во природата. Затоа и не го нарекува ниту лав, ниту мечка, ниту гепард, ништо тоа. Не може да се нарече некако. Имаше големи железни заби. Тој јадеше, издрбуваше и остатоците ги газеше со нозете. Тој се разликуваше од сите претходни ձверови и имаше 10 рогови. И потоа зборува за малиот рог, пред кого се истргна 3 од тие 10, се искорна и отврлија, за да може да се расшири и да завладее малиот рог. И веднаш штом го споменува малиот рог во 8 стих, 9 веднаш не воведува некако ненадејно, веднаш директно не воведува во визијата за судот. И да го прочитаме ова за судот во детали, бидејќи судот представува стожерна, централна тема за адвентната вера. Видов особено овој текст во Данијел 7 глава од 9 до 12 стих. И сега да се задржиме малку со внимание. Видов најпосле дека се поставија престоли и седна старец. Облеклото му беше бело како снег, а косата на главата негова како чиста волна. Престолот негов личеше на огнен пламен, со тркала како оган што пламти. Река огнена излегуваше и минуваше пред него, илјади му служеа и 10.000 по 10.000 стоеја пред него. Седнаа судиите и книгите се отворија. Значи, забележите, судиите се во множина, има многу судии. Што вели откровението? Оние што ќе имаат дел во првото воскресение,
Видов престоли, вели Јован таму, и седнатите на нив. И им беше дадено да судат. Што вели апостол Павле? На христијаните во Коринт. Знаете ли дека дури и на ангели ќе им судиме? Значи, замислите, Господ на својот спасен народ. Сега, кои што сме бака обични луѓе. Обични смртници, како што постои тој израз. За разлика од оние кои што ги нарекуваат, и тие се смртници, и многу поголеми грешници, од обичниве неверници во светот. Но ги нарекуваат крупни зверки и разни други изрази. Божиот народ, значи обичните смртници, ама тие што ќе бидат спасени, ќе им суди на сите овие неранимајковци, Клинтоновци, Бушовци, Нетањахуовци, да не ги споменувам овие наши криминалци во регионов, повторно. Се разбира и на джихадистиве, се разбира на Сталиновци, Маовци, Хитлеровци. На сите нив Божиот народ ќе им суди и вели апостол Павле не само на таквиве големиве луѓе од овој свет, значи некои што биле нешто многу поголемо од денешниве споменативе, значи цареви што биле, императори што биле, туку и на ангелите ќе им судиме. На паднатите ангели ќе им судиме. На боговите на овој свет. Или како што денес во јавноста се нарекуваат вонземјаните. Благодарам, Перда. И ним ќе им судиме. Но да се потрудиме ние да бидеме во ројдот на спасените. Ние да го видиме новиот Ерусалим, како што велеше еден проповедник во Америка, да ги видиме ѕидовите на новиот Ерусалим од внатре. Од внатре да ги видиме. Беќе од надвор сите ќе ги видиме. Како изгледа новиот Ерусалим, од надвор сите ќе го видат. Но да даде Господ да се потрудиме да го видиме од внатре. А кој е старецот? Значи има многу судии, а кој е старецот? Врховниот судија. Конкретно, Бог, Отецот, точно. Значи, завршаме со 10 стих. Седнаа судиите и книгите се отворија, така. И сега 11. Тогаш видов, значи кога, седнаа судиите и книгите се отворија. Значи, започнува суд. Што значи книгите се отворија? И, значи, суд, значи, испитување. Почнува судењето, почнува истражната, затоа го нарекле истражен суд, пионерите на адвентизмот, иако после тоа тој збор беше несоодветен и често пати создаваше забуна. Меѓутоа истражен во смисол дека е предадвентен, значи дека е некоја прелиминарна постапка во однос на конечниот суд или екзекутивниот, извршниот суд при второто Христово доаѓање. Тогаш видов, значи откако книгите се отворија, откако судот започна, тогаш видов дека за искажаните горди зборови, што претходно не ги читавме, на малиот рог, што рогот ги говореше, зверот, четвртиот значи, беше убиен пред очите мои и телото негово смачкано и предадено на оган, за да изгори. И од другите зверови власта беше одземена
и животот нивни се продолжи само до известно време и до рок. Ето е интересна работа. Значи, сите ѕверки се цело време живи, барем до почетокот и после почетокот на судот, и секако би требало да го сватиме ова. Дори четвртиот ѕвер ќе биде убиен, искасапен, според визијата, а другите ձверки, значи што, Вавилон, Персија, денешен Иран, Македонија, тука веќе спаѓат еден куп држави, помеѓу Призрен и Калкута. Зарем тие постојат до ден денес? Добро, да не се занимаваме тука со овој детаљ, но ова е само опис на визијата. Суштината е сите држави ќе загубат својата власт. Сите држави. И суверените држави, и несуверените, како овие на Балканов, например, полтронскиве. Сите ќе загубат својата власт. Власта од нив ќе биде одземена. Четвртиот, пак, Рим, ќе биде уништен. Сега, што тоа значи? Повеќе нека биде за размислување. Немаме време ни ту да ги одговараме сите овие прашања. Но, дури потоа, 13 стих вели, видов во ноќните виденија, и тоа на небесните облаци како да идеше синот човечки. А кој е овој сега? Исус, да. Дојде до старецот, значи кај Бога, Отецот, и застана пред него. И нему му се даде власт, слава и царство, за да му служат сите народи, племења и јазици. Владението негово е владение вечно, кое нема да измине, и царството негово нема да се разруши. Сега. Значи, власта ќе биде одземена од сите држави. Така? Ќе биде одземена и од римската држава. Таа пак ќе биде уништена. Што тоа значи? Дали се мисли на класичната римска империја? Дали може да се примени на нешто денешно? Не знам. А дури потоа, кога Христос доаѓа пред Отецот, значи он доаѓа пред Отецот, и нему му се даде власт, слава и царство. Ова нему му се даде власт, слава и царство. Дали до денес се има случајно? 2023 година, например. Прашање за размислување. За да бидеме по-прецизни, да отвориме на брзина во Откровение 11 глава. Ова се многу централни адвентистички теми, уште од времето на пионерите. Се што е врзано и со 7 труби, 7 печати, подоцна 7 зла. 11 глава, 7 труба. Видите како е опишана 7 труба, за која што пионерите велеле дека затрубила 1844 година. Затруби и 7-миот ангел, и по небото одекнаа силни гласови кои викаа што? Царството на светот, а некои преводи велат множина, царствата на овој свет, царството на светот стана царство на нашиот Господ и на неговиот Христос, и тој ќе царува во сите векови. Сега,
Значи, што се случува откако ќе затроби седмиот ангел? Царството на овој свет. Значи, сите држави, според Даниел 7 глава, кога започнува судот, сите држави ја губат својата власт, потоа синот доаѓа пред отецот и нему му се дава сета власт, тоа е според визијата во Даниел. А седмата труба, дали е тоа истиот момент? Царството на светот стана царство на нашиот Господ и на неговиот Христос и тој ќе царува во сите векови. Значи, можно е 1844 година да започнал суд, но се уште, значи тоа е следно, се уште до ден денес државите во светот, светските држави, светските царства, се уште ја немаат загубено својата власт, се уште роварат, како што гледаме до ден денес. Синот доаѓа пред отецот и кога ќе затруби седмиот ангел, државите во светот ја губат својата власт, кој момент ќе биде тоа, и Исус станува вечен цар. Сета власт му се предава нему, сиот суд му се предава нему и тој ќе царува во сите векови. Но дали ова до сега се случило? Не. Дали седмиот ангел затрубил 1844 година? Не затрубил нито првиот. Но тоа беше друга тема. Во ред. Сакам, поставувајќи ги овие прашања, значи да размислуваме во детали, за да видиме какви се нашите верувања, дали се добро втемелени според она што Словото го кажува, според она што пророчкото Слово го открива во детали. Да се вратиме кај Даниел, 7 глава. Интересно е што после 16 стих на Даниел му се дава објаснување за визијата што ја видел. И да го прочитаме објаснувањето на брзина. Почнуваме од 17 стих. Овие големи зверови, 4 на број, означуваат дека 4 царства ќе се издигнат од земјата. И сега што вели 18-тиот? Потоа светиите на Севишниот ќе го земат царството и ќе владеат со него до кога? Цела вечност. Значи тоа е Христовото царство. Во веки векови. Добро, и тоа е едно многу општо. Значи, прво 4 светски царства, за кои завршуваат со Рим, и потоа светиите. Сега, тоа не мора да значи дека светиите, дека Христос ќе стане цар, целата сета власт од овој свет ќе му припадне нему, или дека седмиот ангел ќе затроби, тогаш кога ќе престане да постои Римското царство, туку било кога после. 19 стих. Тогаш замолив точно објаснување за четвртиот звер, што се разликуваше од сите и кој беше многу страшен, со железни заби и бронзени ногти, и их задуваше и трошеше, и остатоците ги газеше со нозете. И за 10 рогови и така натаму, и за малиот рог потоа и така натаму. 21 стих. Видов како тој рог, малиот рог, ова е антихристот, водеше борба со светиите. Кој беа светиите? Светиите на Севишниот? Божиот народ. Водеше борба со светиите и што? Како велат вашите преводи? Надвиваше, го разберете тој збор? Надвладуваше така, или ги победуваше, може да се рече, и така натаму.
До кога? 22 стих. Додека најпосле не дојде старецот по определени дни и судот беше даден на светиите од Севишниот. Значи, тоа е ова, и што го поврзавме со Откровение. Па настапи времето светиите да го завладеат царството. Сега настапи се уште тоа време? До сега? Значи, до 4 ноември 2023 се уште не. Патем речено, денешниот датум е еден интересен юбилеј. Точно на 4 ноември 1888 година заврши заседанието на Генералната конференција во Минеаполис, кое што започна на 24 октомври, значи траеше од 24 октомври до 4 ноември, но една недела пред тоа, од 17 до 24 октомври, Вагонер држаше пред самото заседание, пред главното заседание на соборот на Генерална конференција, Вагонер држаше специјални предавања за сите заинтересирани околу темата кој е законот во посланието до Галатјаните. Се враќаме на нашата тема во Данијел. Потоа добива прецизно објаснување за четвртиот звер, за 10 рогови, и ние веднаш се префрламе кај малиот рог, значи 24 стих, а 10 рогови значи дека од тоа, четвртото царство, ќе се кренат 10 цареви и потоа ќе се појави друг поинаков од поранешните и ќе ги покори трите од тие 10 цара. И сега 25 стих. И против Севишниот ќе зборува. Кој? Малиот рог. Ќе зборува против Севишниот. И ќе ги угнетува светиите на Севишниот. Дури ќе си помисли да ги измени, овој превод вели, празниците нивни, времењата нивни и закони, добро е што стои и празници. И саботата е празник. Па тие ќе бидат предадени во раката негова, кои светиите, за време од 3,5 години. Овој период се споменува и во Откровението, но сега нема да се занимаваме ниту со него. И сега не интересира 26 стих. Потоа небесниот суд ќе ја одземе од него власта. Потоа значи кога? Ще споменаа 3,5 години, така? Потоа значи после истекот. Не мора веднаш кога завршуваат тие 3,5 години, но после, некогаш после, или веднаш, или некогаш после истекот на тој период. Потоа небесниот суд ќе ја одземе од него власта и сосема ќе го уништи и докрајчи. Кого? Малиот рог. Антихристот. 27 стих. А царството и власта и царското величие по целиот поднебесен свод ќе му се даде на народот од светиите на Севишниот, чие царство е царство вечно, и сите великодостојници ќе му служат и ќе му се покоруваат нему. Значи, повторно тој момент, како и седмата труба, како и во визијата, кога светиите ќе го превземат царството, како и пред тоа во 18 стих, кога после четвртиот звер, светиите на Севишниот ќе го превземат царството и ќе владеат за век и веков. Но тоа се уште не е. До ден денес ова се случило, а царството, значи небесниот суд ќе ја одземе власта од малиот рог и сосема ќе го уништи и докрајчи.
Се внимавајте зашто го поставувам ово прашање. Се случило ово веќе до сега во историјата. Значи, не, зашто? Затоа што с небесниот суд е тој што ќе ја одземе од него власта и ќе го докрајчи. Значи, средновековното папство, што ги исполнува сите карактеристики на Даниел, на визијата за 4 цверки и визијата за малиот рог конкретно. Средновековното папство кога завршува? Средновековното. Значи, тие 3,5 години сватени, толкувани како според принципот ден за година, како 1260 буквални години. Од кога до кога траја тие? Ај се сеќавате? 538 до 1798. А кога започнува небесниот суд? 1860, значи 44 години подоцна, така? Како реков? Да. Значи, тогаш кога небесниот суд ќе ја одземе власта од малиот рог, ќе го докрајчи и ќе го уништи, тоа не се случило во минатото. Значи, францускиот генерал, кој што го заробил папата Пио VI, 1798, и ставил крај на средновековната папска политичка власт или средновековната папска држава, тоа не е ова. Тоа си е во ред. Значи, средновековното папство ги исполнува повеќето, да речеме, карактеристики низ историјата, се јавува после паганскиот Рим, четвртиот звер, и сето ова што го прочитавме, што е опишано за него, но овој момент не се однесува на 1798, на минатото, бидејќи тогаш не ни започнал небесниот суд. Тогаш кога небесниот суд ќе ја одземе од него власта, значи, дали гледате меѓу редови, дека и Даниел, само Даниел меѓу редови, го кажува она што Јован во Откровение го кажува директно, дека ќе доживее смртна рана, но раната негова ќе зацели. Значи 1798 не бил докрајчен, ниту небесниот суд тогаш заседавал, ниту бил започнат, туку тогаш доживеел само рана, навидум смртна, но таа смртна рана се зацели. Значи, постои продолжение. To be continued. Зверот, антихристот не завршиле на крајот од 18 век. Пророчкото слово најави дека после смртната рана има продолжение, има втор дел. Да. Втора полувреме, да. Или продолжение. Значи, ова се однесува на се уште иден настан. Сега, зашто ја направивме ова анализа? За да утврдиме дека кога пророштвото, конкретно ова пророштво, зборува за малиот рог, го покрива целиот средновековен период на средновековното папство. Но тоа не е се. Самото пророчко слово, значи, ти најавува дека постои и последен антихрист на крајот од времето, пред второто Христово доаѓање. Откако ќе се исцели раната, смртната рана на овој рог, а таму во Откровение 13 глава наречен првиот звер. Според описот сличен на четвртиот звер од Даниловата визија. 7 глави, 10 рогови и така натаму. 7 гори на кои што е основан градот Рим. Значи, ова се однесува на крајот.
ова се уште е иднина. Кој? Дека небесниот суд ќе ја одземе власта од антихристот и од сите држави, целиот нов светски поредок, и сосема ќе го уништи и докрајчи. А царството ќе му припадне на Христа и на неговите свети. Тоа е веќе на крајот. По времето на милоста, пред и на самиот настан на второто Христово доаѓање. Мејатата сабота завршихме со цитатот од големата борба. Се сеќавате на тој цитат? Каде што Елена Вајд тврди, а не може да тврди затоа што тоа го сонувала, туку затоа што тоа и било откриено како откровение, како видение. Дека на крајот, која ќе биде последната најголема измама, практично кажува кој е последниот антихрист, лично самиот Сатана ќе се појави во светот како Христос. И тоа ќе биде последниот лажен Христос од многуте што самиот Исус ги прорече. Последниот антихрист е последниот лажен Христос. Антихрист затоа што се представува како Христос, а не е, значи лажен Христос. И ќе прелаже огромно мнозинство свет, освен избраните, освен запечатените, кои што тогаш ќе живеат, и не само тие, и они, и мнозина верни што Господ ќе дозволи да починат, дури некои со маченичка смрт. Значи, нема да бидат во бројот на запечатените кои што остануваат живи за секогаш. Но веќе ќе живеат во времето на последниот антихрист и во времето на неговата голема измама. Како си го замислувавте ова кога Елена Вајд вели и кога порано сте го читали приватно тој цитат? Дека лично сатаната ќе се појави како Христос. Како тоа ќе се појави како Христос? Сега сакам да ви помогнам да разберете што сакам да прашам. Па нели бројот 666 кој што потекнува од името на зверот, така? Тоа е број на неговото име според Откровение 13 глава. Нели е тоа број на човек? Нели антихристот е човек, не е демон, па ниту Луцифер лично? Дека е човек, самото Откровение прави разлика. Во истата таа Откровение 13 глава. Да отидеме сега таму, Откровение 13 глава. И за предпладнево, тука ќе завршиме, продолжуваме вечер. Односно ќе прочитам уште два текста од Стариот Завет пред да завршам, бидејќи тие се битни. Значи, прво Откровение 13 глава. Како почнува главата? Се сеќавате? Ајде, и застанав на морскиот брег и не го учевте до сега, не ви остана врежан во меморија тој стих. Што се случува? И видов шо како од морето излегува звер со 7 глави и 10 рогови. Значи, да сте некој дудук, кој што прв пат во животот ги чита овие збор. Ама да се стигнали до Откровение, значи сте го поминали и Даниел пред тоа, читајќи ја прв пат Библијата. И сега ќе прочитате ова, видев како од морето излегува звер со 7 глави и 10 рогови. Нешто ве подсетува? Кај треба да ве врати меморијата? На Даниел 7 глава.
Сега, може би нашата меморија не е толку добра, како, например, вештачката интелигенција. Но, знаете како софтверите веднаш ги поврзуваат сличните текстови и сличните поими. Особено кога пребаруваме на интернет за некој поим. И на роговите него имаше 10 круни, а на главите негови богохулни имиња. И потоа се опишува и како хули на Бога, и смртната рана, сето тоа. Но, забележите го овој детаљ. Вториот стих, последниот дел од вториот стих, и змеевот му ја даде, кому? На зверов, овој што искочил од морето, и змеевот му ја даде силата своја и престолот свој и голема власт. Значи, на Антихристот, кој е змеевот? Предходно 12 глава го дефинира зверот. И беше изфрлен големиот змев, 12 глава 9 стих, старата змија наречена ѓавол и сатана, која ја мами целата вселена, беше соборен на земјата и заедно со неа и ангелите неизини беа изфрлени. Неизини затоа што е наречен змија. Предходно именка од женски род, барем на македонски јазик. Значи, змевот му ја даде силата своја и престолот свој и голема власт, 13 глава 2 стих, значи дека на Антихристот, кој што е човек, ѓаволот му ја дава силата своја и престолот свој и голема власт. Така? Така, нели? Сигурни сте? Не сакам мене да ми верувате. Сакам вие да бидете сигурни. Не сакам да бидете како Моника. Знаете Моника што прави? Ке реши задача, ке дојде ке мене да ја проверам дали е точна. Ајде, кукле, провери ти да знаеш дали е точна или си направила некоја грешка. Не да мене да ми веруваш. Дали е точна или не е точна. Како ти да знаеш, да имаш своја сигурност, дали е точно или е направена некоја грешка. Ти да си знаеш, не да зависиш од професорот, учителот, не да зависиш од авторитетот, проповедникот, пасторот, свештеникот, папата и така натаму. Ти да знаеш. Ти да го имаш тоа внатрешно сведоштво, од таму потекнува зборот интуиција. Значи, интуиција е изворно христијански поим, како многу други, што потоа по метафора се користи во светот за во разни други контексти. Тоа внатрешно сведоштво за кое што зборува апостол Јован, тоа од Светиот Дух, ти да знаеш што е вистината, а што е лагата, ама за тоа треба да го имаш Светиот Дух. Тоа не можеш ни со факултети, ни со докторати. Еден куп еретици има со докторати по теологија. И денес и во минатото. Ама ако Светиот Дух е во тебе, она што Господ го вети на апостолите, тој ќе ве поучи. Значи, вие, рибарите, вие, обични, прости луѓе, немате факултети, немате рабински дипломи, немате сето тоа. Ама ако го имаш Светиот Дух, тој ќе те просветли за се. Тој ќе ве поведе и ќе ве поучи на секоја вистина. Не на некој, на секоја вистина. Значи, според Библијата е јасно дека Антихристот е човек. Не е самиот ѓавол. Така.
Ѓаволот не е човек. Ѓаволот е, или воземјанин. Според денешната терминологија. Според НАСА, МАСА и YouTube. Google. Тогаш зашто Елена Вајт вели дека самиот ѓавол ќе се појави како Христос? Практично, со други зборови, дека последниот антихрист е сатаната лично. Како може тоа да го помириме со човек? И ќе завршам сега, ту уште еден за малку цел сат фаќа. Но се уште нема цел сат, така? Добро, во ред. Пред многу години на интернет ја прочитав книгата Толкување на откровението од еден од познатите рано христијански црковни оци, свети Иполит Римски, познат во црковната историја. Од порано знаев, уште од 92 година, од Мирко Голубич, дека првата книга која што била напишана во црковната историја на тема толкување на пророштвата на откровението, а тоа се надоврзува на Даниловите пророштва, била напишана од исто така еден друг римјанин, Викторинус по име, значи христијанин од Рим. И Иполит Римски е од Рим. Интересно е, двајца римјани ги напишале првите книги во христијанската историја на тема откровение, толкување на Данило и откровение. И двајцата велат нешто што е многу лесно да се разбере од самите пророштва, дека антихристот го врзуваат со Рим. Иако во нивно време не постоеше ниту папството како политичка сила, значи се уште беше рано да кажат нешто по-конкретно и по-детално, сепак антихристот го поврзуваат со Рим, но постои од нив, дури од некои поранешни оци, постои една исто така друга традиција, која што вели, верувам дека сте ја чуле или сте ја прочитале случајно, дека последниот антихрист ќе биде евреин. А зашто евреин? Што рече Исус? Што им рече Исус на Синедрионот? Друг кој ќе дојде во свое име, тој мора да е евреин, за да евреите го прифатат како нивен Месија. За да го имитира Христ, да биде лажен Христос, треба да биде евреин, бидејќи вистинскиот Христос е евреин. Но, дали сте го знаеле овој детаљ, ќе биде евреин од Дановото племе. Сега, се разбира, таквиот може да биде и римски папа, црн или бел, се едно, председател на светот. Ниту денешните евреи знаат сите од кој племе потекнуваат, од овие 12. Значи, тоа може да биде било кој, било каква раса, било каква денешна националност, па сепак да има некаква врска со Рим, политички барам, може би религиозно, а да биде и евреин, и тоа од Дановото колено. А Дан значеше судија или суд. На што се темели таа традиција? Да прочитаме два текста. Прво, Битие,
49:17, прва книга Мојсеева, 49:17. Што прорече Израел? А кој е тој? Патриархот Јаков. Со 12 жени, овој со 4 жени и 12 синови. 4 жени, као муслимани, според шеријатот, 4 жени максимум. Но Мухамед, бидејќи е пророк, може 9 жени. Што прорече Израел за дан, за овој свој син? Седумнаести стих. 17? Почнеме 16, да. Дан ќе му суди на својот народ, како едно од племињата израелски, и се вели, дан ќе биде како змија на пат, како усојница на патека, која го каснува конјот за нога и јавачот негов паѓа назад. Што е проречено за дан? Друг елемент зашто се сомничи Дановото племе, во Откровението се споменуваат 12 племења? Да, но не Дановото племе. Па тоа уште на раните христијански учители им сугерираше дека Антихристот треба да биде од таму. Постои еден текст во Еремија 8:16, да го прочитаме и него. Книга на пророкот Еремија, 8 глава, 16 стих. Да видиме што пишува тука. Леле, точно 12. Точно на пладне. 16 стих. Од дан се слуша фучење на коњите негови. Од ржењето на пастувите негови трепери целата земја. Ке дојдат и ке ја опустошат земјата и се што има на неа, градот и оние што живеат во него. Зашто ете, јас ке испратам против вас змии отровници, против кој бајачка нема. Нема чаре од бајачи и бајачки. Ниту НАТО, ниту КГБ, ниту МОСАД можат да ве штитат од она зло кое што Господ го праќа. И тие ќе ве каснуваат, вели Господ. Повторно, и Јаков го врзува дан со змија, и овде во Еремија Господ го врзува дан со змија. Добро, тоа не се докази, меѓутоа не е во судски смисол докази. Но ете сугестии зашто постои уште од раното христијанство, постои таа традиција. И Ирине Илионски од вториот век, и Августин, и неговиот учител Амвросије Милански од Миланската архиепископија. Знаете по што бил познат Амвросије Милански? Или католиците го викаат Свети Амброс, онака на хрватски. Тој на запад е познат по една западна поговорка, кога си во Рим, прави како што прават римјаните. И мнозина на запад ја знаат оваа поговорка, барем оние што се уште ја знаат. Може би денешни генерации
не се толку начитани. Меѓутоа не знаат зошто, кој бил контекстот, зошто миланскиот епископ ја кажал ова изрека. Што било контекстот? Контекстот има врска со саботата, празнувањето на саботата. Сите цркви, особено на исток, но и повеќето западни цркви ја празнувале саботата во 4. век и подоцна. Освен Рим. Единствените две цркви сведочат двајца византијски историчари од 5. век, Сократ и Созомен, дека сите цркви ги празнувале и саботата и неделата, но само Рим и Александрија неделата, само неделата. Да, и Рим и Александрија, единствените, но Александрија се е на исток, нели? Единствените кои што ја занемариле саботата, ја претвориле во ден на пост по гностичка традиција, а само неделата им била, што велат хрватите, благдан. Наместо ден за пост, посен ден, блажен ден, благдан. И сега, бидејќи во Милано се празнувала и таму саботата, но кога миланскиот епископ одел во посета на римскиот, значи Амвросиј кога одел во Рим, во Рим веќе 2 века владеела традицијата дека саботата треба да биде посен ден, исто како петокот и средата. Значи во сабота се пости. Сега и миланскиот епископ кога бил на гости во Рим, во сабота постел. И кога се враќал дома во Милано, и неговите верници го прашували, го карале, абе зошто постите таму во сабота? Саботата не е ден за пост, саботата треба да се блажи во сабота. Ние ја празнуваме саботата, не треба да постиме во неја. Веќе знаете, и во православието се уште до ден денес е забрането да се пости во сабота. Греф е ако постиш во сабота, освен во големата сабота, пред Великден. Тоа е според апостолските канони. И знаете што им одговорил Амвросиј? Кога си во Рим, прави како што прават римјаните. Тоа било контекстот. Саботата била контекстот на таа нашироко расширена западна поговорка. Значи, да го запамтиме прашањето. Зошто Библијата сведочи дека Антихристот ќе биде човек и последниот Антихрист ќе биде човек? А Елена Вајд вели дека лично сатаната ќе се представи како Христос. Како е можно, дали е можно да ги помириме овие гледишта, едното со другото? Дали е можно и како? Размислувајте, верувам ќе биде интересно, а продолжуваме вечерва во 18 часот, ако даде Господ живот и здравје.